Ви благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувана заменик министер, почитувани колеги пратеници. Чи може би звучи чудно, но сепак ова се пари кои што ги барам на граѓаните на општина Валандово, на граѓаните на општина Дојран. И не може ниту еден граѓанин врз основа на закон да биде дискриминиран во било кој поглед. Не може граѓаните на Валандово, граѓаните на Дојран, еднакво како и сите, да го полнат буџетот, а државата да определува големи суми на средства за одредени општини кои што своето работење и своите услуги ги давале, бидејќи овој закон е донесен, како што кажуваат кај нас обично народски, на пишанка. Не може. Мора овој закон да биде ревидиран и врз основа на него делот кој што си го заслужуваат граѓаните, делот кој што граѓаните на Валандово, на општината Валандово го плаќаат низ даноци, да им биде вратен во општината, за да општината им пружи подобри услуги, за да општината реализира некој круцијален капитален објект кој што ќе им го олесни и ќе им го подобри животот на граѓаните. Пак сега очекувам да кажат Валандово толку средства има добиено за тој проект, за овој проект, за некои други активности, но сепак не. Но сепак врз основа на еден таков неуставен закон со кој што не се предвидува како општините сукцесивно ќе ги вратат средствата назад во буџетот, не може државата да си дели пари од ракав затоа што поттикнува недомакинско работење на општините. Сега со овој закон се праќа порака до градоначалниците, без финансиска конструкција значи врз основа на тоа го кршат законот. Без финансиска конструкција отпочнувајте, реализирајте проекти, пружајте подобри услуги на граѓаните и пак ќе бидат граѓаните на Валандово, на Дојран или на некои други општини, ќе дојдат и ќе ви го покријат долгот. Пораката е таква. Не може општини кои што добива според овој закон имат добиено значителни средства од овој колач од 50 милиони евра, да си купуваат луксузни возила. Не може сега, зошто граѓаните на Валандово, градоначалникот на пишанка не ја донесе некоја голема балканска звезда, па и граѓаните на Валандово да уживаат за Нова година, за Божик или за некој друг празник. Туку, општината си го планира тоа врз основа на средствата кои што и стојат на располагање во буџетот. Не може ниту еден градоначалник, ниту една општина да троши повеќе пари од она што може да го плати. Ако сака да реализира некој крупен капитален проект, си има начин, ќе се задолжи пред институциите на странски или домашни и ќе си гради. Уште еднаш ќе повторам, со овој закон, јас во тој период не бев пратеник овде во собранието, се прати една многу лоша порака дека некој може да троши, а некој друг да му ги плаќа долговите. За жал, ви благодарам. Заменичката министерка има